Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Се надевам дека и денес нема да должиме и ќе ве оставиме да бидете будни покрај звуците на Радио Слободна Македонија. Ќе успееме со денешната тема да го задржиме вашето внимание. Денешен мој соговорник е професор доктор Зоран Димов од катедрата за специјално полјоделство и тутун при Факултетот за земјоделски науки и храна. Добар ден, професор Димов. Добар ден, поздрав до вас и до вашите слушатели. Се надевам дека ќе отвориме една интересна тема, која што ќе најдам линк да ја поврземе со безбедна храна, здрава иднина. Навраќајќи се наназад, барем овој месец-два, честопати во медиумите слушаме за употреба на канабис во медицински цели. Меѓутоа, тргнувајќи од тој дел, видов дека недостасува оној научниот сегмент или од дел од професорската фела, која што ќе го изнесе своето мислење во однос на одгледувањето на индустријски коноп, бидејќи знаеме дека семките од коноп имаат своја хранлива вредност и притоа се користат за добивање на масло, кое што се употребува во исхраната на луѓето. Од друга страна, пак имаме и индустријски коноп, од кој што се произведува масло, кое што се користи во храната за животни. Може ли најпрво да спомнеме за историјатот за конопот како индустријска билка и нејзината примена во исхраната во светот и Европа? Добар ден уште еднаш. Конопот е пред се влакнодајна култура, значи спаѓа во групата на влакнодајни растенија кои што влакното го формираат во кората од стеблото, заедно со ленот, јутата, кенафата, абутилонот, брнистата и уште некои растенија. Меѓутоа јас ги издвојувам само најспецифичните. Така што примерно значење на овој индустријски коноп е добивање на долго влакно со различна употреба во текстилната индустрија, во индустријата за изработка на специјална хартија, во изработка на специјални јажиња и така натаму и така натаму. Споредните производи што остануваат после двојњето на влакното, краткото влакно и поздерот, исто така имаат голема употребна вредност. Пред се овде ќе го издвојам поздерот, односно оној дрвенест дел што се добива после постапката на мочење, односно киселење на конопот, кој што може да се користи за различна намена, за изработка на иверици, поздерни плочи, кои што се одликуваат со огромна звучна и топлинска изолација и кои што имаат голема примена во градежништвото. Голема потребата во овие земји кои што го одгледуваат конопот на изработка на брикети од коноп, затоа што конопот има висока енергетска, односно калорична вредност, негде 3800 килоџули. Тоа е релативно добро помала од калоричната вредност, енергетската вредност на јаглевнот, меѓутоа далеку поголема од енергетската вредност на сите огревни дрва. Она што вие го спомнавте, семето е некогаш примарен, меѓутоа во помал број случаи. Меѓутоа ние зборуваме дека кога зборуваме за индустријски коноп, семето е вториот секундарен производ што останува после двоењето на влакното од стеблото. Семе кое што се богато со масло, негде околу 30%, високо квалитетно масло, со еден многу добар избалансиран сооднос на најважните есенцијални масни киселини, омега-6, односно омега-3, сооднос 2:1 до 3:1, што е најполезно за човечкиот организам, не? Семе кое што е богато со протеини. Од аспект на богатството на протеини, коноповото семе воопшто не заостануваат зад протеините што се добиваат од белката на јајцето, и од аспект на содржината, и од аспект на составот, и од аспект според белковините што се добиваат од сојата како растителна култура која што најбогата со протеини. Така што зборуваме за едно растение
уште еднаш да потенцирам, вие истакнавте, значи целата наша дискусија главно ќе се однесува на индустријски канабис сатива, односно култура која што со бројните главни споредни производи има изворено голема палета на употребна вредност. Само како историјат би истакнал, првите записи за постоење на коноп негде датираат 2740 година пред наша ера. Хербариумот на кинескиот цар Шен Нунг прв пат го пишува конопот како лековито растение. Бил познат од сите древни цивилизации и народи, од асирци, вавилонци, персици, и сите го користеле на еден или на друг начин, меѓутоа главно за ублажување на тегоби, за главоболки, меѓутоа не за двојање на влакна. Се разбира, таа постапка многу подоцна е воведена. Поновата историја, ајде да речем, кажува дека во 16 век Русија се јавува како голем производител на коноп, затоа што Русија имала прилично голема и војна флота. Сите оние производи од коноп, јажиња што биле составен дел на различните бродови, значи биле изработувани од ова растение, и Русија во тој период се јавува како голем извозник на влакно од коноп. Потоа Франција со негде 100.000 хектари зима едно прилично значено место во одгледувањето и производството на коноп. Меѓутоа, тој тренд трае се до 40-тите години на 19-тиот век, кога повторно Русија зима еден голем замах во одгледување на оваа култура, и долг период Русија, Унгарија, Полска и поранешно Југославија се главните земји производители на ова растение, со тоа што и ден денеска негде Кина, Русија, Демократска република Кореја и земјите од Европска унија фактички сочинуваат негде на 90% од производството на коноп во светски рамки. Зборам се извинам на коноп за влакно. Разликуваме индиски коноп и индустријски коноп. Која е разликата помеѓу овие два вида на растенија? Така е. Јас ќе се обидам се малку и по-детално, чисто заради гледачите, да ги разјасним некои поими, затоа што и овде сега во ова време на актуализирање на оваа тематика со растениево, дали да се декриминализира, односно не, дали да се воведе во употреба, некои работи се мешаат. Значи, ботаничката класификација кај конопот прв пат има разработено Карл Лине, значи канабис специес, фамилија канабинација. Меѓутоа, подетална класификација веќе согледуваме од класификацијата на Серебрякова. Она вика дека постојат два вида, канабис сатива и канабис индика, значи индустријски коноп и канабис индика, индиски, односно хашишен коноп. Некои ботаничари во оваа група го збројуваат уште еден вид канабис рудералис. Тој е плевелен коноп, меѓутоа се уште нема раздвоено дали се работи за посебен вид или за посебен тип коноп. Како и да е, тоа е плевелно растение кое што потеклото му е негде од Русија, али сегде може да се сретне. Меѓутоа, некако најиздржана онаа класификација на двајца ботаничари, Смол и Кронквист, кои што вика дека се работи за единствен вид со два подвида. Канабис сатива, субспеција сатива, индустријски, односно не психоактивен коноп, и канабис сатива, субспеција индика, индиски, односно психоактивен коноп. Единствената разлика покрај таа фенотипска што секако постои е содржината на ТХЦ кај едниот, односно кај другиот. Сите видови, се повторувам уште една, сите видови коноп, каде што содржината на тетрахидроканабинол е 0,2. Во Европска унија, во Соединените американски држави, таа граница е малку поголема, 0,3. Се во категоријата на канабис сатива, субспеција сатива. Значи, под сите видови каде што ТХЦ е над 0,2, односно над 0,3%, се во категоријата на канабис сатива, субспеција индика. Значи, хашишен коноп. Ова сега кај нас што се прави, значи фактички за што зборуваме сега во последно време е декриминализирање, на индискиот коноп за медицински цели, односно за добивање на конопово масло, кое што
Јас не сум експерт во таа област, меѓутоа се кажува дека помага во ублажување на бројни заболувања. Ќе продолжиме после кратка пауза. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Ќе продолжиме со емисијата. Денешен гостин, професор доктор Зоран Димов. Темата која што ја одбравме е маслото од коноп, кое што има примена во храната на човекот и добиточната храна. Професоре, спомнавме за концентрацијата на ТХЦ помеѓу индискиот коноп и индустрискиот коноп. Спомнавте одредени концентрации под 0,2 или 0,3 во Америка и нели над 0,2. Меѓутоа, дали има и разлика во изгледот на овие видови растенија кога би го погледнале стеблото или листовите? Дали може со око да се направи разлика? Така, значи, зборуваме, како што викаат смол и кронквист, еден вид со два подвида, Cannabis sativa subspecies sativa и Cannabis sativa subspecies indica. Оној типичниот индустријски, односно влакнодаен коноп, тенденцијата е да биде што повисоко растение, затоа што стеблото е главниот орган заради кој културата се одгледува. Например, италијанскиот или болонски коноп, кој што е прилично расширен во светот за потребите на добивање на влакно, може да достигне висини 4,5 до 5 метри. За разлика од хашишниот коноп или марихуаната, каде што имате едно прилично ниско, ајде да речем полужбунесто, односно жбунесто растение, затоа што тенденцијата во овој случај е не да добиете што подолго стебло, односно подолго техничко стебло, кое што понатака не се користи за преработка, туку да добиете што поголем број маса на листови, односно на женски соцветија, кои што понатака или ќе се користат во сува состојба за производство на нелегален начин, за производство на марихуана, или пак ќе се користат за екстракција на конопово масло, кое што, повторувам, во последно време сведоци сме дека се кажува дека помага во ублажување на разни тешки заболувања. Што значи не само процентно на тетрахидроканабинол, кој што го спомнавме, 0,2 односно 0,3, туку имаме и прилично видлива фенотипска разлика помеѓу овие два вида. Кај овој првиот, значи некојаш непотребно се анатемисува растението, значи 0,2 под 0,2 ТХЦ, значи фактички е као да користите една појака цигара, например, Малборо. Значи таков е ефектот, никаков друг, не предизвикува никакво дејство врз организмот и така натаму. Многу земји, значи буквално сите земји од Европска унија слободно се одгледува индустријскиот коноп. Немате никакви мораториуми, никакви забрани на коноп, на одгледување. Кај нас почнува таа кампања да се декриминализира овој хашишен коноп и мислам дека паралелно треба да се размислува и за тоа да може конопот како индустријско растение да може слободно да се одгледува, се разбира под одредени услови, она што го бара одгледувањето на афион, како и сите други индустријски култури. Кога е забраната за одгледување и на индустријски коноп во нашата земја? Па, негде првата она што е донесено, ова мораме да го разгледуваме во состав на Македонија како република од поранешна Југославија. 64 година е потпишан тој указ со кој се забранува одгледувањето на коноп како растение од кое што може да се добијат овие несакани соединенија, односно производи. А веќе 68 година тоа е многу поригорозно веќе воведено и фактички од 68 година на ниво на поранешна Југославија драстично се намалуваат површините под оваа култура. Не заборавајте, јас само ќе спомнам еден податок. 49-50 година, кога на површините под коноп во светски рамки изнесуваат негде околу 1 милион хектари. Тогашна Југославија има под коноп скоро 110.000 хектари. И по производството на конопово влакно пред се, Југославија е негде
6-та, 7-ма земја од аспект на производство на влакно во вкупните светски количини на произведено влакно. Сега слушам Македонија, производител и така натаму. Македонија никогаш не била некој сериозен производител на коноп, дотолку повеќе што од палетата на влакнодени култури памукот беше овде водечка култура, затоа што сите предуслови говоре дека памукот многу подобро успева. Негде површините периодот пред Втората светска војна негде околу 470 хектари, периодот 52-61 околу 590 хектари под коноп, со еден прилично скромен принос од скоро 2000 тони суви нетопени стебла, така што конопот никогаш не бил некоја сериозна култура во палетата на земјоделски култури кои што се одгледувале во Македонија. Меѓутоа, во оној збир на површини во поранешна Југославија, зборувам, конопот итекако земал значено учество и во производството во тогашната држава и во извозот на конопово влакно во светски рамки. Ќе направиме повторно пауза, па ќе се вратиме во студиото да продолжиме со темата. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме со темата. Семката од коноп има своја особина и позитивни карактеристики како хранлив дел. Од неј се екстрахира масло, кое што мислам дека во нашата земја се уште го нема, но на полиците во маркетите во Европа се сретнува и го ценат по неговиот состав. Вашето размислување, професоре? Така, значи, во зависност од намената на производство, ако е двонаменско одгледување на коноп, така да речем, семето е вториот производ што се добива после влакното како главен производ. Ако е одгледување на коноп за исклучиво за семе, значи семето ќе биде примарен производ. Велам, во Европа многу мали се површините каде конопот се одгледува исклучиво за семе, тоа се главно Канада произведува семе од коноп и Кина како големи производители. И фактички оние потреби на семе од коноп што во Европа негде се проценуваат годишно околу 12.000 тони, значи негде 30-40% се производство од домашно семе, да речеме, од европски земји, а остатокот, поголемиот процент е семе од увоз, коноп од увоз. Реков на почетокот еден прилично висок процент на масло, околу 30%, што значи вие од еден принос, ајде да речеме од 1000 килограми семе, значи реално би требало да очекувате околу 300 килограми масло. Масло кое што е многу подобро да се добива исклучиво како ладно цедено, затоа што само во таква состојба ги задржува сите оние компоненти што се примарни за семето од коноп, висок процент на линолна киселина, негде 65%, линоленска киселина и 12-13 олеинска киселина, значи една фина палета на мононезаситени масни киселини, скоро 90% и нешто палметински стеаринска како за ситени масни, меѓутоа во далеку помал процент. Глобално кога се зборува за семето од коноп, значи како суровина, ако зборуваме на ниво на Европа, има многу поголемо значење како компонента во исхраната на различни категории домашни животни. Значи, семето не содржи тетрахидроканабинол, доколку има, тоа се некои незначителни концентрации, кои што воопшто никаков ефект негативен немаат. Или ако се користи, па ако има се констатира дека е забележено, мора да се преработи, да се доработи, за да концентрацијата на ТХЦ, повторувам, доколку е констатирана биде нула, и дури понатака може да влезе во некој систем на преработка. Велам, вие спомнавте масло од коноп. Да, масло од коноп, кој што како ладно цедено ги исполнува сите нутриционистички квалитети, воопшто тој сооднос на нови масни киселини, само кажа дека е во групата на најквалитетните конзумни масла, рамо што се виделам изедначено со маслото од маслинка, маслото од сончоглед, маслото од маслодајна репка, како ценети високо квалитетни маслодајни култури. Каде се може да се примени маслото од коноп? За
Па Во маслото кујна сигурно. Да, маслото не. од коноп прво велам глобално ако земете семето како суровина, најповеќе се користи како добиточна храна, различни категории птици, сите категории птици, живина, значи само ради високиот состав на протеини што ги содржи. Меѓутоа кога ќе се добие масло, негде 75-80% се користи како масло за човечки исхрана. Еден дел се користи во козметика, затоа што помага во различните кожни заболувања и само мал процент во сточарството, односно како додатна компонента во различните категории храна за добитокот. Ако бројни постојат и случаи на употреба на семе, например во пивската индустрија, имате пива со додаток од семе од коноп. Првото пиво каде што конопот е употребен како суровина негде произведено 1960 година на Хавај, меѓутоа тука е употребено како додаток масло од марихуана и тоа пиво било, се разбира, забрането за користење. Сегашни додатоци во пивото се фактички издробени и преработени семиња од коноп, се со цел да се подобри вкусот на пивото, односно да биде поразлично од овие класични пива. Впрочем, во пивската индустрија сведоци сме на додатоци на различни соединенија, од различни зачини, кафе, имате пиво со лук, за да го подобри вкусот и така натаму. Меѓутоа, како и да е ова пиво што мислам дека го произведуваат и Соединетите Американски држави, мислам дека и Германија го произведува, е со додаток на семе, преработено во самата постапка на ферментација семе од коноп и со сигурност дека не содржи тетрахидроканабинол. Токму така. Кој се може да одгледува индустријски коноп? Рековме дека во Европа има прописи според кои што сите земјоделци се надгледуваат и под строго контролирани услови им се дозволува да произведуваат, но веројатно и да го продаваат на одреден субјект со кој што ќе склучат договор. Ова право не е одземено на земјоделците на Европа, а правото во Република Македонија се уште нели земјоделецот го нема. Па ова фактички буквално мислам дека кога се работи дали конопот треба да се воведе во системот на организирано земјоделско производство, според мене буквално треба да се разгледува нешто слично како и состојбата со афионот. Знаете, со Сојузен закон од 73 година, кој што закон важи до денес, афионот не беше забранет и се уште не е забранет да се одгледува, не? И тоа е строго забрането и кривично казниво режење на афионовите чушки, односно производство на суров опиум на таков начин, со режење. Или сега е производството на опиум со екстракција на сувите чушки. Мислам дека и производството од одгледувањето на индустријски коноп, значи јас неколку пати подлекувам, нешто треба да биде подложено на истата законска регулатива. Во Европа важи правилото дека коноп може да одгледува секој доколку прво има склучено договор со некој индустријски субјект, преработувачки, кој што ќе го откупи и ќе го преработи тоа производство. Површината никако не смее да биде помало од 1 хектар, значи од 1 хектар понешто над. Задолжително сеидба на сертифициран семејски материјал од сорти кои што се признати и кои што се на листата на Европската Унија. Моментално тој број е вариабилен, меѓутоа негде секојаш се движи од 33 до 36. Тоа се претежно француски, има нешто унгарски сорти, руски сорти и сите гарантираат, се разбира, дека содржината на ТХЦ е под 0,2%. Се разбира, лицето да не е законски осудувано, нели, и овој договор треба да се обновува, односно се обновува секоја година. Велам, во текот на вегетацијата, сигурно, тој посев, тоа лице би било, дали тоа ќе употребам
строг збор контролирано. Нема да биде контролирано, следено едноставно од стручни лица, дали од министерство, дали од сектор за внатрешни работи, меѓутоа повторувам, кога одгледувате индустријски коноп, фактички проблемот е друг. Проблемот е како тоа производство да го пласира, да понатака. Ако ги имате реализирано претходните овие предуслови дека некој сериозен субјект тоа производство ќе го откупи, значи сето друго е прашање на технологија, дали тој фармер знае понатака да произведе конопливи растенија. До толку повеќе што тој што го откупува производството, предпоставувам дека има и начини како тоа влакно да го преработи, односно стебло да го преработи, затоа што се работи, верувате, за еден прилично трудоинтензивен процес. И може би тоа е една од причините зашто во светски рамки површините под коноп реално не се така високи. Би треба вода секогаш, и тоа не вода во мали количества, тоа се специјални базени, реки или езера каде што конопот мора да се топи неколку недели, за да се случи една активност на микроорганизми кои што без чие присуство не може едноставно да се разложи пектинот кој што ги врзува влакната, а понатака да се добие на една страна влакно, а на друга страна поздер како секундарен производ. После рекламите продолжуваме со темата за маслото од коноп. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме со безбедна храна, здрава иднина. Зборувавме за маслото од коноп, кое што има навистина добра хранителна вредност и се користи на трпезата во Европската Унија. Но исто така и маслото од коноп кое се применува и семките во добиточната исхрана. Од друга страна, во Република Македонија на нас за 2 до 3 месеци значи доста се зборува за употребата на масло од коноп во медицински цели. Меѓутоа, во овој случај не зборуваме за масло од коноп, кое што се применува за исхрана на луѓе, туку зборуваме за масло каде што имаме поголема концентрација на психоактивната состојка. Од кој вид на растенија се произведува овој дел, професоре? Па добро, веќе сме сведоци дека Македонија некако последните 2-3 месеци активно се склучи одредени институции и лица во воведување на коноп како легален начин на лечење, да речем, во одредени заболувања преку потреба на масло од конопово масло. Значи, одма да расчистиме некои нејасноти, се работи за канабис индика, односно видови коноп, каде што содржината, според онаа подоба што направивме на ТХЦ, е над 0,2, односно над 0,3%. Тоа е едниот момент, и вториот момент, значи за работи за масло што се добива со екстракција, дестилација на женските соцветија, односно на врвните листови од ова растение. Значи, индустријскиот коноп воопшто не се користи за оваа намера. Меѓутоа, ќе ми го дозволите овие неколку минути да ги искористим и за друго. Гледаме сега, слушаме, па добро, ние добре што се зборува, покрај масло од коноп, па ќе станеме извозници и на семе од коноп, и на влакна од коноп и така натаму. Да не ги мешаме тие работи одма, значи да бидеме малку посериозни. Добре повторувам, значи медицината си зема збор, значи одредени стручни лица заговараат ова да се воведе во редовната терапија на одредени тешко болни пациенти, и јас за тоа немам никаква дилема дека тоа можеби треба да се стави во една законска рамка, меѓутоа да не мешаме дека некое потенцијално одгледување на канабис индика за медицински цели ќе направи Македонија земја за извоз на производи од коноп. Прво, повторувам, се работи за два различни, значи еден вид подвидови. Ова се до сега што зборувавме, квалитетните на влакното, долгото влакно, краткото влакно, семето, како што ја отворивте и таа тема, поздерот како споредни суровини при двоењето на влакното, го тангираат само
индустрискиот коноп. Канабис, сатива, субспеција сатива. Во многу земји, каде што без никакви законски ограничувања, велам, е дозволен да се одгледува. Се добро, не сите земји во светот, се одма да ви кажам, негде над 30 земји. Сите земји од Европска унија има дозвола за одгледување на канабис сатива. Од соседството Србија, знам, во зависност од годината, 1000 до 1500 хектари одгледува коноп за влакно, 100 до 150 хектари коноп за семе. И Србија од аспект на тоа добар производител, дотолку повеќе што во Србија прилично интензивно се работи од научен аспект на оваа култура. Така што, повторувам, само да не дојде до мешање на овие работи, затоа што индискиот коноп, односно намената во хуманата медицина е една работа, после добивањето на женските цветови, односно нивното растението нема веќе никаква потребна вредност. За разлика од индустрискиот коноп, канабис сатива, кој што првенствено, велам, е влакнодена култура, главната цел е за добивање на влакно, може да се добие и семе, доколку, велам, одгледуваме двонаменски за влакно и за семе, меѓутоа за среќа се добиваат и одредени производи кои што не се баласт, растур, туку и tekako имаат голема употребна вредност за различни намени. Ние веќе неколку пати сега спомнувам, палетата на употреба на конопот е огромна. Можеби од тие причини 2009 година Светската организација за земјоделство и храна ФАО, значи ја прогласи како година на природни влакна. Синтетиката има одредени предности, меѓутоа, знаете, природните влакна за одредени области се уште се незаменливи, така што се настојува, значи површините подрастителни, значи влакно од растително потекло да се повеќе да се зголемуваат. За сега не можеме да зборуваме за некој голем замав од аспект на засејани површини. Меѓутоа, да се надеваме дека многу од земјите кои што имаат потенцијал да ги одгледуваат овие култури и како ќе влезат во едно организирано производство на вакви влакнодени растенија. Пред 2 години ова се либерализираше во Хрватска, а пред тоа и во Бугарија. Какви се вашите сознанија? Па пред 2 години во Хрватска, па во Бугарија, па претходно во Чешка, односно Словачка, Србија сега, нели, нешто и таму интензивно се разговара. Мислам дека веќе и таму декриминализирано, односно може да се подстрого контролирани услови производство, односно добивање на конопово масло. Велам, ако ме прашувате како надвор од полето што јас го покривам, не гледам никакви пречки за да се декриминализира, додолку повеќе што медицинските лица кои што многу посериозно ја третираат оваа проблематика, укажуваат на бројни позитивни ефекти што коноповото масло ги влие врз подобрување на општата состојба на еден организам заболен од некоја болест. Меѓутоа, повторно велам, предпоставка дека доколку и Македонија влезе во таа земја во тие земји каде што конопот може да се одгледува, сигурно тоа мора да биде строго контролирано. Каде што мислам дека во почетните години строго факултетите, односно научните институти мора да имаат водечка улога од аспект и на евентуално производство, а понатака на доработка која што велам дека фармацевските куќи ќе земаат значаен удел, затоа што велам тоа не е така едноставна работа. Иако ако отворите на новите канали каде што YouTube и така натаму, ќе најдете бројни филмови како на производство на масло од коноп во домашни услови, меѓутоа зборуваме за едно сериозно производство каде што земјата, односно државата треба да застане за тој производ утре што ќе го пласира во аптеките. Тука е крајот на денешната емисија. Се надевам дека вие и понатаму ќе учествувате во сите овие дилеми и полемики на тема коноп, маслото од коноп, па и во медицински цели, бидејќи сметам дека сепак доаѓате од катедра, од една научна институција.
Тука е и крајот Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Светлана Коларич, денес е 10 јануари 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Се надевам дека успеавме со денешната тема да ве задржиме покрај вашите радио приемници. До слушање до следната емисија, следната недела во периодот од 14 до 15 часот. Ви благодарам, професоре, на денешното гостување. Благодарам и вас. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.